Шахем, каде? Не знам. Се колам дека не знам. И се јави и ми рече дека има работа и полса ќе дојде. Джахид, Ногата. затвори го некаде. Исцете го местово, да не примети човекот. Секако. Кажи, Ерхан. Што? Лейла знае? Добро. Што се случило, бате? Се сеќаваш на судијката, што имаше болно детенце? Некој го киднапирал детето од нашата болница. Боже, да не му се веруе на човек. Бато ми текна нешто, ама... Што? Не, бато, не верувам дека е до таму. Кажи, Абдухеј. Да не ја излажал некој снајка инджи дека... Ај, не верувам до толку, Абдухеј. Одлично. Одлично. Дојди. Дојди со мене. Одлично. Колите на организацијата оддалеку ќе следат, за секој случај. Председателе, и мене ме ставивте под стрес. Зар злато ќе носиме? Што ли ќе носиме? Поважно од злато. Кога ќе видиш, ќе сватиш. И историја ќе станеш, председателе. Никој нема да може да те стигне. Во право е, Джемал. Наскоро ќе станеш историја. Кара, за да ти биде удобно, имаш убав комфорт таму. Качете го. И шоферите нека се качат. И обезбедувачите нека дојдат. Ајде, тргаме на пат. Не плачи, сине. Не плачи. Мајка ти е до тебе.
Не плачи, мамино. Господин Джи, си го одржа ветувањето. Бебето нека остане кај Илхан. Сакам да се подпишете пред новинарите. Секако. Спремна сум. Многу ме усрекивте, господине Ашар. Добро. Се е спремна, председателе. Ајде, тргај. Добро. Ајде, дојди. Каде сте, луѓево? Што сакате од мене? Јас сум обичен транспортер. И ние сме обични патници. Но еден пријател ни фали. Штом си транспортер, сигурно знаеш. Каде е Кара? Кој е Кара? Не познам никој таков. Не читаш вестници, а? Ако правиш нешто, прави го правилно. Каде ќе го носите Кара? Не знам каде оди. Тогаш не се ми од корист. Застанете. Ако не ме убиете, ќе дознам каде. Во камионите има GPS систем за следење. Седи овде. Во еден од овие два камиона е. На кај исто кодот. Ако лажеш, ке те најдам. Јасно ли? Јасно.
вистина ги испечати? Секако. Ќе се посрамутиме пред народот, ме мати. Како ќе се изрезили ме? Требаше да напишеш 31 мај 2013. Пишува 31 мај 2012. Да ја видам поканата? Адресата е адресата на затворов. Ме мати, што правиш? Ништо. Само чекам да излезеш. Господине, цела случка е снимена. Повеќе од очигледно е дека мојот клиент се заштитува. Повелете. Да не го биеше Кенан Катирџи, Селви Чакир, тој Селви баш, не ке беше жива. Бараме да ја ослободите. Отвори врата! Зофи Керага, дали ја запише регистрацијата? 34, СТХ Самсун Трабзон, Хатай 57. Ја напишав Жан Полат. Да не го бараш ти овој камион. Зофи Керага, организацијата со овој камион сака да изнесе надвор од државата нешто за мене многу важно. И дали знаеш во кој правец оди тој? Знам дека излезнал од Истанбул пред 2 часа, ама не знам во кој правец е тргнат. Добро, Жан Полат, не грижи се ти.
Јас сега со бежишниот им јавам на сите камионџи из Турција, сите ќе се обидат да ти помогнат. Абдухи, кажи му на пилотот да го спреми хеликоптерот. Кога ќе ни јава, треба за кратко да ги најдеме. Па те овие ако видат дека се во тесно ќе го убијат кара одма. Нема што да се стори. Нели се нафатил да оди во Кандил, таму е подобро да си убиен. Зајнел, најави го ова, ајде. Внимание за сите другари шофери. Внимание за сите другари шофери. Украден е камион 2008 Аксој модел. Со регистрација 34 Самсун. Повреден е газдата на камионот. Се замолува во случај камионот да е забележан, да ни јавите во кој правец се движи. Поводил народот. Се може да се украде, ама шлепер да се украде не ми е јасно. Луѓето од другиот камион не успеале ли да го средат Полат Алемдар? За жал преседателе, Полат Алемдар го убил нашиот човек. Како и да е. Додека Полат Алемдар се занимавал со нив, другиот камион што го носи кара е оддалечен. Полат Алемдар, ако сака да го земе кара, ќе треба да дојде до Кандил. Ало, човекот се фати на јадица. Патот не е чист. Председателе, на радио ја најавија регистрацијата на нашиот камион преска. Зулфикер, сите шофери ги пушти права да не бараат нас. Што побрзо излезете од магистралата. Во некој скришно место сменете ги табличките. Председателе, дозволете да се сокриеме на некој скришно место дека да заврши работава. Правете тоа што ви кажувам. Потребно е да бидете ладнокрвни. Тие ве бараат на патот кон исток. Кога ќе ги смените табличките, повторно јави се. Ерхан, што е ова? Бате, за невести, со невестинска кола. Ме мати ти ми рече 31 мај, ама јас не мислев дека си волку озбилен. Сега ќе излеземе од затвор и право на свадба ли ќе одиме? Не, Цвето, прво дома ќе си одиш. Ќе си го облечеш невестинскиот фустан. Потоа ќе одиш на фризер. Потоа јас ќе одам да ги земам татко Омер и заедно ќе дојдеме. Малку ќе се повозиме со колата и заедно ќе се одиме на свадба. Нема потреба од сева ова. Ние дома да си одиме. Не може тоа така. Еднаш зборот излезе од устата. Луѓето нека видат каква свадба правиме ние. Ме мати, прво да појдеме до кај Лела. Треба да и се заблагодарам. Ќе ни дојде на свадба, таму ќе и се заблагодариш. Лејла сега има работа. Ајде. Обвинителки, не се секирајте. Создадовме посебна екипа за да го најдеме бебето здраво и живо. Многу наши другари работат без прекин. Директоре, детево е болно. Секоја минута е многу важна за неговиот живот. Проверивте ли за сите адреси на инџитата Роглу? Проверивме, господи, ама не најдовме трага од нив. Господине директора, госпо Генджи е доста богат. Има приватен авион, јахта. Треба да ја спречите да не избега надвор од државата. Господи судике, сите превозни средства што се на име на господи Генджи се надгледуваат. Во случај да сака да ги користи некој од нив, веднаш ќе ја фатиме. Господине директоре, на детето му се дава посебен лек. А лекот не може секаде да се најде. Ако ги проверите, аптеките и нивните магазини, можеби ќе добиеме резултат.
повелете, ова е лекот. Лично ќе се консултирам со доктор и специјалист. Ако ни го обезбедат лекот, лесно ќе ги најдеме. Сехер нема да ти ја заборавам ова услуга, не прими во твојот дом. Воопшто не е проблем тоа. Ние вам сме ви должни за се што имаме. Ама очигледно е дека ова дете е болно. Потребно е да викнеме доктор. Сето ова е заради Полат. Го зеде детето од мене и го разболе. Ама јас ке средам, немој да се грижиш. Добре душа. Јаша Рага, имам една последна молба до тебе. Потребен ми е некој лекар што знае да чува тајни. Тука од лево излегува една споредната улица. Зенел? Која беше регистрацијата на камионот? Добро, Зулфикер Ага. Фала ти. Бате ги нашли? Ги виделе во правецот на Ипсала како излегувале од магистралат. Јави им да ја затворат границата. Бате, да не биде ова некоја замка? Некој што иде во Кандил, што работа има во Ипсала? Абдухей, од најкраток пат се обидуваат да ја преминат границата. После тоа лесно е за нив. Работата е да излезат од Турција. Кирко моја. Јагне мое. Сестро, нека те се помени. Ова веќе да не ти се повтори, сестра. Ти благодарам, Рейс. Амин. Ме терате 1000 пати да ви повторам едно исто, бре. Што? Сограѓаните ни дошла на посета. Што да правиме, назад ли да ги вратиме? Нормално дека ќе ги враќам. Ајде, треба да се оди на Бербер. Аман бе ме мати ми изеде. А се уште не се знае дали бате Полот ќе дојде. Па, ние да се одиме, ако не успеа да сегне, повторно ќе правиме. Ајде, мамо, ние да влеземе внатре. Мати, вака ли се прави свадба? Повеќе од половина луѓе не знаат. Кој не знаел, кажи, ќе го викнеме. Го видов списокот. Го нема господин Мете. Зашто? Да не е син на татко ми, господин Мете. Многу добри ни видовме од него. Ова е свадба, не е некоја добротворна вечер. Бате, ова е твоја свадба или наша? Заедничка, а? Кога ти ќе се жениш, на својата свадба ќе поканиш кого што сакаш. Јас сум спремна, мамо.
Ајде да одиме ли? Ajde, odime. За човек како што е ме мати, 50 милиони долари се малку. Ако слушне ме мати, ќе ти пука во глава. Ќе рече толку ли вредам јас? Председатели, има нешто се вика пазар. Вие сте навикнали на политичко пазарење. Сте го заборавиле трговското пазарење. Кажи некоја цифра која ќе доликува за пазарење. Ова ти ме мати, нели повеќе се твои непријатели толку мои? Ти би требало оваа работа без пред да ја завршиш. Јас од озгора пари ти давам. Тие денес ми се непријатели. Утре може би ќе бидат луѓе со кои ќе седнам на политичко пазарење. Ја шарага, ти ако сакаш да им се одмаздиш, ќе го отвориш кесето со пари. Тебе посебно организацијата да ти дадам уште 50 милиони. Ти пријави ми само 50. Никој ништо нема да дознае. Ја шарага, сега можеме да почнеме да се пазариме. Председателя не јавија дека границата е затворена. Што се случува, Джемал? Има некој проблем? Не е ништо важно. Ние да се гледаме работата. Синот единец ти беше, нели? Според мене вреди повеќе да даваш. Колку сакаш, кажи отворено. Кажи ми таква некоја цифра, што ќе покажеш дека си ага и колку вредел син ти. Убаво ли би било косата да не ја собирам? Според мене побаво би било да ја соберете на невеста повеќе доликува собрана коса. Никако не можеме да се одлучиме што да облечеме. Невестинскиот фустан малку на брзина го сошивме, ама многу личи на овој модел вака. Нели за пола сат ќе бевте готови? Господине Мемати, ова е невестинска фризура. Не се прави на брзина. Мемати и Еве ме средуваат, не ги притискај луѓето. Дојде ти вамо за една секунда. Повели? Кажи, бато. Сметај го ова за предупредување. Ако за 10 минути не ја собереш косата, јас тебе ќе ти ја соберам косата. Добро, бате. Што стоиш? Оди! Ајде! Малку да побрзаме. Што е? Господин Мемати малку е изнервиран. Ако можеме малку да побрзаме. Што направи глумец? Уште ги бараме, бате. Немој да ги бараш, заврши ја работата. Имаме свадба. Ќе ти јавиме кога ќе ги најдеме, бате. Немој да се задоволуваш со тоа што можеш, Абдухи. Мозокот, душата, нозете, се што имаш стави на располагање. И бубрезите да ги ставам на располагање, бате. Ти располагај со твојата муцка, па ќе видиш. Па ќе видиш после како го наоѓаш. Ајде исклучи. Ти продолжи, држи го ова. Повели, бате. Успори ја работата. Господине, одлучете се. Брзо да работам или да ја одложам работата? Не ми се допадна таа фризура. Оди повторно Се направи. уште не ја ни видовте. Како не ви се допадна? Ако викам дека не ми се допаѓа, не ми се допаѓа. Прави како ќе ти кажам. Ајде оди таму. Добро, бате.
Сега ќе ја пуштиме косата. Што се случува? Ќе направиме малку поинаква. Држи го ова. Председателя ги смени в табличките. Добро. Ало, Председателе, ги сменивме табличките, да продолжиме ли со патот? не. Оставете го камиона. Човекот земете го со вас и бегајте. Председателе, да му стегнеме еден во глава. Селското магаре ли го стегаш бе? Прави што ти кажувам. Донесе да го кара. Извадете ме од овде. Цело време се нишам. Ми пукнаат чекерите од што не можам да дишам. Освен тоа треба во тоалет да одам. Што се замислуваш ти бе? Дека ова меѓуградска станица? Нема ти! Иако цело време не бараш, ние побргу ли ќе го најдеме кара? Брат, по мојот најважен ден не сте до мене. Умирам од стрес. Нема стрес, мемати, биди позитивен. Колку ќе трае тоа, брат? Јас ќе одам кај татко Омер. Селви е на фризер. Кога ќе заврши, ќе ја земеме. Ако е на фризер, тогаш опушти се, мемати. Доека тие завршат, ние ќе бидеме одамна дојдени. Бате, камионот е долу. Капетане, кажи ни каде најблиску можеш да не спуштиш. Побрзете, да бегаме во шумата. Мене оставете ме овде. Немам повеќе душа, убите ме подобро. Престани бе веќе. Добро, председател. Во багажник оставите го. Таму ли се? Оди натаму. Добро, председателе. Каде можеш најблиску да се спуштиш, побрзај! Колку брго минува времето, бате. Како вчера да си починам. Ке речеш дека да бев починат вчера, керка ми ќе беше маличка.
Имаш право. Времето поминало. Малечката керка пораснала. Дојдов да ти кажем една убава вест. Керка ти се наоѓа во сигурни раце. Ти ветувам дека до последен здив нема да ја повредам. Ти ми речеш, вети ми дека нема да умреш. Ти ветувам, брат. Нема да умрам. Брато мој. Детево ќе треба да го носиме во болница. Не може. Ќе одиме во странство. Таму ќе го лекувам син ми. Зошто не го однесовте кај својот лекар? Докторе, Јаша Рага не разговараше ли со вас за оваа работа? Има опасност да ми биде киднапирано. Никому не му верувам. Видете, поголема веројатност е да го изгубите детево вака. Докторе, дајте ми нешто што ќе го смири за еден ден. Утре син ми ќе биде на безбедно место, ќе го носам во најдобрите болници. Земете го овој лек. Тука напишав како треба да се употребува. Утре вечер. Председателе, бегаме преку шумскиот пат. Полат Алемдар не следи. Скрите се на безбедно место, доаѓаме. Председателе, ако не застанеме некаде, агентов сигурно ќе се загуши. Не може веќе. Колку си убава. Та не ги знаеш твоите свадбени фотографии, ќе ти поверував, нели? На сега дека раскажуваш дека си ме убил. Ќе бидам легенда со тоа што ќе убивам еден од најголемите непријатели на мојот народ. Полат Алемдар, ти изгледа си пратен да бидеш мој спасител. Кажи им да си одат, инаку грконот ќе ти го исечам. Не го пропуштајте расплетот на најгледаната кримисерија Долина на волците.